Уште една сомнителна сделка и милионски тендер на најкриминалната влада во Европа. Во услови кога економијата тоне, фирмите мака мачат со исплата на плати за вработените, а граѓаните едва врзуваат крај со крај, Зоран Заев и бандата околу него се расфрлаат со народни пари и расипнички ги трошат тотално непотребните и налудничави проекти. Токму ова нерационално и расипничко трошење на владата на Зоран Заев ке ги чини граѓаните речиси 3 милиони евра, односно 172 милиони денари. Народни пари од буџетот на Република Македонија. Од тука, соочени со секојдневните милионски скандали и криминали, но и познавајќи го степенот на криминалитет на владата предводена од Зоран Заев и СДСМ, ние отворено се сомневаме околу износот од 3 милиони евра за набавка на картички со кои српските туристи ќе им се овозможи летово да транзитираат низ Македонија без да платат патарини. Токму поради огромниот милионски износ и сомнежот кој што постои во јавноста, Зоран Заев и владата мора да дадат одговори на неколку логични прашања, кои што македонската јавност мора да ги слушне. Владата и Зоран Заев мора да одговорат како е дојдено до таа сума од 3 милиони евра за набавка на картички за патарина. Владата и Зоран Заев мора да одговорат зошто оваа мерка не се воспостави со едноставно кревање на рампа и видео надзор на автомобилите со српски регистарски таблици. Исто така, како пратеник кој доаѓа од Охрид, јас и охриѓани сакаме да добиеме одговор од Зоран Заев и владата. Зошто оваа мерка не се воспостави и не важи и за Охрид како летна туристичка дестинација за илјадници српски државјани, туку важи само за Грција. Очигледно, за Зоран Заев и за најкриминалната влада во Европа зборовите транспарентност, отчетност и одговорност немаат никакво значење. Тие се занимаваат само со бизнис делки и милионски профити. Токму затоа, одговорите на овие прашања, македонската јавност мора да ги добие и слушне. Граѓаните мора да знаат каде, зошто и како се трошат нивните пари. Ви благодарам.